Проширувањето на Европската Унија за земјите од Западен Балкан е жив, динамичен и ургентен процес. Овие земји не треба да ја пропуштат шансата која им се укажува, изјави евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас, коментирајќи го самитот во Тивот, но и нон-пейперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот председател Емануел Макрон. Мислам дека најголемата порака која што всушност произлезе од самитот во Тивот, дека всушност процесот на проширување на Европската Унија е жив, е динамичен и дека е ургентен и дека земите кандидати не треба да ја пропуштаат ова можност за станување членки во Европската Унија, така да за мене начинот на кој што јас всушност го гледам тој нон-пейпер, иако не сум експерт за толкување на такви документи, мислам дека првин тоа што треба да се случи е да се усвојат уставните измени за да може да се започнат преговорите, се разбира со усвојување уставните амандмани. Кои моменти го отежнуваат влезот на Македонија во Европската Унија, а кои се добри? Да ги имплементира самите реформи, всушност со забрзан ритам. Тука зборуваме за реформите кои што се во сферата на владењето на правото, исто така борбата против корупцијата и исто така можам да ја пофалам и земјата што се однесува во контекст на усогласување на земјата со надворешната безбедносна политика и тука мислам исто така и со политиката во сферата на одбраната. Навистина имаме одлична соработка со Република Северна Македонија, така да во овој контекст имаме блиска соработка.